Добре дошле во ново издание на Политиканти.мк. Јас сум Сашо Ордановски, се јавам од Скопје и во програмата го вклучуваме нашиот дописник од село Брајчино, Преспа. Боријан Јовановски. Боријан, на почеток да кажеме дека ова е што денеска го гледаат петочки, е снимка која ние правиме во четврток навечер. Ова морам да го кажам, бидејќи ќе разговараме и за теми кои се многу временски сензитивни, бидејќи не знаеме што ќе се случи за 24 часа. А причината е што и јас морам да патувам во петок, Боријан не е тука и така, па си земавме слобода да ова го снимиме, па потоа следниот пат да се видиме во живо. Боријан, што правиш, како си, што има ново Преспа, Брајчино, таму се случува ги нешто? Работно лето, Сашо. Ова се вика, како беше она порано омладинска радна акција, ора. Еве, вчера го објавивме и плакатот, како да кажам, со содржината на 8-то издание на фестивалот Запознаја Преспа, на кој јас го инициирав и долги години работам. Овој пат, фала Богу, тоа е во рамките на еден проект на Европската Унија. Тој фестивал почна пред 8 години и беше првиот настан на кој, да речеме, се сретнаа во една таква форма на еден социјален живот, како да кажам, пријатен и дружба. Луѓето од трите брега на Преспа, од трите држави на Преспа, Албанија, Грција и од кај нас, од нашата Преспа се разбира. Јасно ти е дека се говори македонски кога се среќаваат тие луѓе. Фестивалот и оваа година има повеќе содржини, меѓу другото почнува со една вечер посветена на македонската музика, Тихомир Јанчевски поетот. Всушност кога почнува, кој датум? На 11 јули, Сашо, тоа е петок. Јули, да. Со еден убав настан во школскиот двор на старото школа во Брајчино, Тихо Јанчевски и Благој од Фолтин имаат музика, читаат, односно пеат стихови Ацо Шопо, Блаже Коневски, па потоа и свират некои шлагери од овие познати убави македонски шлагери од таму 60-70 години. Тоа е првата вечер, односно отварањето. Вториот ден имаме во Ресен, организираме на стариот сокак кој е сега обновен. Имаме стритфуд фестивал кај што излагаат земјоделци, готвачи со локални земјоделски производи и традиционални јадења. Така е на убава дружба. Доаѓаат, имаме носат од Грција, носат стално граф, оној големиот граф ни го носат, тавчиња убави прават. Чекај, тоа ме интересира, кој датум е тоа, 12 или? Тоа е на 12. Значи ја на 12 да се појавам на граф, добро? Да, појави се само слободно, има граф, крап, има, свашта има. А се собира ли народ, бе, Боко? Иде ли народ, доаѓа ли? Ако не собира, до сега не сме имале под 1500 луѓе. На вистина? Да. Браво. И после вечерта е журка голема за помладите на Тупени Бич, како што викаме, на сама граница. DJ од Македонија, Албанија и од Грција ќе има. И последниот ден гостите ги испраќаме повторно од Брајчино, од сред село, кај што се прави еден брајчински пикник. Брајчинци сакаат да прават брајчинско котле, гулаши, рибни чорби и така натаму, се така манџасто за јадење. Така што имаме и промоција на една книга од еден превод, Тихомир Јанчевски поетот има направен одличен превод на една книга од еден монах кој во 19-тиот век живеел во Преспа и живеел меѓу другото на Змискиот остров. И има записи, го опишува Змискиот остров во тоа време, змиите, рибите, пеликаните и така натаму. Живеел таму, морал би на дрво да живее затоа поради опасноста од змиите. Да скажува како се плашил од нив, ама после како се привикнал и како ги прифатил како мачки, уствари, како нешто како домашни животни. И има една епизода кога живеел во манастирот Света Петка во Брајчино, што е исто така многу интересно. И тоа ќе биде промоцијата во рамките на фестивалот и ќе биде во културниот центар во Ресен Драги Тозија. Ова го правиме во соработка со општината Ресен и со помош, поддршка на Европската Унија. Целта е
да ги зближиме луѓето, да пратиме една порака од потребата за отварање на границите и така натаму, нешто што, Сашо, ја и ти го посакуваме одамна, некакви вредности кои изгледа дека паѓаат. Беше ли на местото кај што е потпишан преспанскиот договор да положиш цвеќиња да дојде? Не, бидејќи се прослави годишнина. 180 километри да отидам до Нивици. Инаку, би јас лично, колку и да е тоа непопуларно, би оддал почит на тоа, но тоа може да говориме ја и ти подоцна. И за жал не успеав да одам, затоа што треба свртам 180 километри за да стигнам на нешто што е од Брајчино, што одам на некои 2-3 километри воздушна. Ама нели сега ќе ви го отвараат преминот нов крива нова. Тоа сакам да кажам, благодарејќи на преспанскиот договор и ангажманот на Европската унија, финансиски ќе се отвори преминот, а јас не знам двете држави колку нивната администрација и како тоа со кое темпо ќе го работат. Планот е 27 да биде тоа отворено и практично ние луѓето преспани кои говориме сите македонски јазик и во Грција, и во Македонија, и во Албанија, таа можеме да се гледаме почесто, ако може. Види, свесен си дека од пред 60 секунди во четов нас, бидејќи тоа оди и четот доека ова ќе се пушти како снимка и така, веќе сме изложени веројатно на милион псовки и колнења и така натаму. Бидејќи ние спаѓаме во оној дел на македонската јавност која во преспанскиот договор наоѓа голема смисла во склопот на тоа како се развива работите и што бевме ставени во ситуација. Еве да подсетам само, мислам, бидејќи крајна линија, значи преспанскиот договор го потпишаме во јуни 2018 година и тој дојде како надоврзување на онаа времена спогодба што имавме во Обединетите нации, потпишана 95 година и таа издржа, значи колку години од 95 до 2018. И луѓето се фиксирани на промената на името. Иначе името што го променивме беше од бивша Југословенска република Македонија, станавме Република Северна Македонија. Ерга омнес, да, точно. Меѓутоа во документ кој што е дел од, малку луѓе разбираат дека тој документ е дел од Обединетите нации, практично е дел од архивата на Обединетите нации, каде што грчката страна за прв пат може би отворено и како дел на една меѓународна врвна комуникација не именува како македонци со македонски јазик и така натаму. И сега добро, јас знам дека од тука почнуваат милион контроверзии и што се потоа се случуваше и така натаму, меѓутоа јас и ти барем се согласуваме дека тоа, мислам, тоа не е правено од некаков ќеф и од некаква угодна ситуација, тука како една меѓународна неопходност која ни ги отвори, требаше уште да ни ги отвори вратите уште повеќе. Само бидејќи знам дека и ти ќе коментираш, ама да кажам едно друго нешто што исто така е, ние пред да го потпишеме практично преспанскиот договор, една година пред тоа во август 2017 го потпишавме договорот за добрососедство со Бугарија. Тој договор помина, речи си онака како вест во 2017 од 2-3 дена. Беше позитивно оценет и така натаму. Но, што се случи? Кога бугарите видоа, бидејќи преспанскиот договор беше многу дискретно работен и релативно брзо постигнат. Значи немаше време да истече во јавноста, особено меѓународното и така натаму, бидејќи се водеа напорни преговори, дискретни преговори, помагаше и Обединетите нации помага и други, да кажем, американците и така натаму. Кога бугарите видоа што им се случи со преспанскиот договор, они паднаа во шок. Бидејќи сватија дека во Обединетите нации е депониран меѓународно важечки договор со признавање на националноста македонска и со признавање на јазикот. Тогаш стартува практично нашите проблеми со Бугарија. Јас имам и колеги, некои бивши политичари во Бугарија кои што
практично они беа шокирани, бидејќи бугарите спија на она уво дека види додека се грците тука Македонија ќе си има главен проблем со нив, ние ќе бидеме добрите кои што секогаш ќе ги помагаме македонците, ама нели сега што да правиме, ете со грците си имате проблем. Кога се потпиша Преспанскиот договор, настана паника настана паника во националистичките кругови на Бугарија, кои инаку не се мали, се разбира. И потоа the rest is history, што викаат до денешен ден. Ете така една мала реминисценција за тоа како се одвијаат работите, па знам дека и ти сигурно сакаш нешто плюс да кажеш. Јас, зашто, многу по Преспасот, нели, од еден многу практичен, како ти кажам, аспект, се обидувам да го добивам бенефитот од тој договор. Види, спојувањето на Преспа македонска и грчка е од големо значење. Мислам, тоа може би единствената шанса да оние нуклеуси на тој идентитет македонски кои се во Преспа заживеат повторно. Затоа што ќе имаме непосреден контакт со тие луѓе. Тие луѓе ќе доаѓаат тука на пазар, ние ќе одиме таму, ќе се среќаваме во ресторани, во кафани, мислам, просто македонскиот јазик ќе се врати во игра. Ќе се врати во игра на страна овие сите негови дипломатски или протоколарни или институционални бележења или како сакаш или политички. Зборувам за нешто што е многу многу практично, бидејќи ги познавам тие луѓе таму, многу често одам и јазикот е реално во изумирање, затоа што заради асимилацијата, заради таа изолираност на тие луѓе. Генерално се, знаеш како, Преспански договор, ако не се подпишеше, ние ќе останевме во уште подлабока изолација од која и сега сме за жал. На тоа може да го отвориме и тоа како прашање. Но, види, самиот Мицковски минатата недела, например, ми направи еден впечаток кога рече јас сега во Хаг за време на самитот на НАТО ќе се обидам да се сретнам со бугарскиот премиер, знаете, таму, го цитирам, го парафразирам, Мицковски како вели, таму сме вика рамноправни. Да, тоа рамноправни сме затоа што сме членка на НАТО. И точно е дека сосема поинаку разговараме од аспект на рамноправност во некоја институција, а сосема поинаков е разговорот кога сте вие надвор, а некој е внатре. Значи, да, и да подсетиме, вие не играте, вие сте предмет на играта, вие не играте. За да станеме членка на НАТО мораше да стане при Преспанскиот договор, за кој инаку да помене не ни гласаше, нити за членството во НАТО. Не се појави Мицковски, никога се дигаше знамето на НАТО пред собранието и пред владата и каде беше се и така натаму. А сега вика сме таму, сме на иста нога, тоа е меѓународната политика. Знаеш како? Ама тоа не ти го даде, не е татко му, така не е паднато од небо, на тоа е работено. Сега нати го, кој ти иди сега седни таму до сите овие што се главни играчи. Светот и ти седи. Мислам, не, стварно, човек, мислам, цинично звучи ова што го кажувам и не би сакал, ама просто провоцира, мислам, стварно некојаш и на крајот од криштата сум разговарал со некоја, ги признавам емоциите, но не знам зошто од другата страна се мисли дека јас или ти немаме емоции, дека тоа не сме го преживувале некако на некој начин како некое понижување, но сепак човек кој претендира да биде на било кој начин сериозен, мислам треба да се одважи да ја констатира реалност и да работи во доброто, не на сопствените емоции, чувства и сует, туку во корист. Еве да почнеме од првиот круг околу самиот себе, семејството, значи децата, иднината, потоа заедницата, потоа општеството, државата и во оваа смисла, македонскиот јазик, повторно ќе кажам, благодарејќи на Преспанскиот договор, има една шанса повторно да заживее, повторно да добие една нова свежина. Ако знаеме да искористиме, знаеме. Ако плачеме, Калимеро ќе плачеме, се знае како завршуваат тие приказки со плачки. А друго е да си играш, да си храбар, да влезеш во некоја игра, како да кажам, просто, мислам, Преспанско езеро, не можам јас да влезам, да се бањам, а да не се накиснам.
Тоа, знаеш како, и сега ги слушам овие кои го напаѓа, на пример, и договорот со Бугарија, како повторно, како тоа нема правда. Добро, ама ние мора да го еден даден момент да завршиме со приказката дека нема правда и да видиме, добро, како, еве, нема правда, тоа е точно, го апсолвираме, понатаму што? Види, Боријан, Што? Плачеме во ќош, застануваме во ќош и викаме, мамо, дојди, кај е мама? Не е прв пат да го разговараме. Да, Види, Македонија е една миниатурна земја, се разбира, која што такви има, ние не сме единствените, такви има десетици земји мали како нас и така натаму во Европа, дури не сме ни најмали и така натаму. Меѓутоа, луѓето овдека, би рекол, значителен дел од луѓето не разбираат дека да се биде независна земја, да се членка на Обединените нации, тоа е врвот на националната борба на македонците, ајде да не кажем и на сите други граѓани, кои значи на етничките македонци со векови наназад. Тоа подразбира дека си влегол на една сцена, дека играш на една маса каде што овој тип на, знаеш, ние се уште водиме овдека разговори за тоа дека замисли имало двојни стандарди у меѓународната политика. Дека, знаеш како, ние бараме за се бараме чисти дефинитивни решенија. Пази, живееме во време кога буквално доека ова го снимаме и кога ќе се емитува, има 24 часа пауза, не знаеме дали може да дојде до официјален старт на Третата светска војна, бидејќи за тоа ќе разбереме. Пази, за нации кои што се огромни, кои што имаат историјати, кои што се, не знам, ај сега да не кажеме, Иран е 92 милионска нација со историја од 6 век пред наша ера. Значи 200 години пред да им дојде Александар Македонски да запали таму све што можел. Сакам да кажа сега, ти одеднаш имаш такви едни ситуации, една таква нестабилност, овдека луѓето седат и замисли страм да има ова дупли стандарди, тројни стандарди, ете нас не мразат, абе ало, свестите се што зборите. Ние на крајот од краиштата сме дел од Европа, седиме на важни маси, се обидуваме и на последната важна маса Европска унија да седнеме. Овдека би се потрошила многу енергија за тоа како е Европа курва, како е сите пола нација чека едва и да се распадне Европска унија. Луѓето не разбираат, понекогаш дури ни што зборуваат. И дека тој капацитет можеби доаѓа и со тек на време, Боријан. Не знам што да кажам. Ние, еве јас и ти сме од првата демократска, да кажам, генерација, бидејќи демократијата во Македонија 90-та година практично се воспостави. Можеби, знаеш, нашите деца, па нивните деца и така натаму ќе созрее едно сознание за тоа дека да си мал и да си голем во денешните бурни меѓународни односи многу работи се темелат. Прво на мали држави, стабилноста, голем дел од стабилноста и од политиката им доаѓа од надвор. Тоа е по дефиниција, не е тоа Македонија специјален случај. Второ, дека голем дел од политиката се темели на компромиси, особено во меѓународната политика. Трето, кога ти не си Швајцарија или дури кога не си Израел, па си, не знам, воено моќен или пребогат, тогаш навистина внимаваш и се трудиш да бидеш дури допадлив понекош. Сега, ако тоа не ви се допаѓа, добро, може и другчија. Може, сме били окупирани кој знае колку пати во текот на нашата историја, нема проблем, ќе биде негде кај центарот на друго место, ние ќе бидеме овдека извршители на тоа што некој друг ќе одлучува за нас, па може да е тоа подобро. Така, и знаеш, и на крајот кришата ова што пред малку кажав околу таа поларизираност, стварно се обидувам да ги разберам луѓето на кои, например, предпаскиот ги повредил, ама од друга страна мора да се разбереме некако дека и ние кои таа повреда сме проголтали за пари, за тој тип на банален опит да се дискредитираат луѓето. Туку љубовта кон една земја имаме, немаме, значи таа е таа и потедна која сакаме. И тука мора да се најдеме во тој дел на љубов, како да кажам. И истото ни следува и со бугарите, мислам, луѓето не знам дали се свесни за тоа. Бидејќи ние можеме да се наетиме, можеме да веруваме на овие приказки дека еве само што ние не сме издиктирале нови услови во преговорите, дека ние би влегле во Европска унија ама под наши услови и така натаму. Ако сакаме да напредуваме, да, се прават компромиси, отстапки,
Мислам дека договорот за добрососедство со Бугарија е многу добар темел за понатамошно. Ниеден договор не е перфектен, ниеден договор не е идеален, се разбира. Самите бугари се едно комплексно општество, исто така со голема доза националисти. Нашата меѓусебна политика на назад 5-60 години е контроверзна, овдека има силни антибугарски чувства, во Бугарија има силни, не би рекол антимакедонски, туку патронски чувства, бидејќи нели и така натаму. Меѓутоа, на крајот од краиштата работите мора да се менуваат за да одат напред. Ако сакаме да стоиме во место, нема проблем. Да. И тој процес на отрезнување на двете страни, како што рече ти, зашто тоа ќе треба години, тоа не се прави сега. И во тој контекст само би го потенцирал тој момент од тие фамозни протоколи, договорот кои овие ги коментираат дека тоа ќе биде крај на светот. Значи, формулацијата е дека се охрабрува комисијата историска да ги заврши, се охрабрува да дојде до крајни резултати пред членството на Македонија во ЕУ. Но не постои формулација. И тука треба да се биде до крај фер, и затоа молба до сите тие кои тоа го толкуваат. Нема, мислам, потреба од манипулација, доволно е да се исчита така како што е. Значи нема сине ква нон дека ако не, вие не влегувате. И едноставно можеби со полатни глави би можеле многу полесно да се разбереме. Ама знаеш што треба, Боријан? Треба едно општо сознание кое не сум сигурен дека овдека постои, барем во значителен дел од јавноста, дека ништо не е дадено здраво за готово. Дека можеш да изгубиш и самостојност, може и да ти одземат територија, може да се случат многу непријатни работи и дека ти еднаш си кажал вака или така, работите се секој ден предмет на разговор. Види, еве, да поминеме на следната голема тема, ова што го разговараме, значи. Не, само извини, само извини. Србија има поглавје посебно за Косово и признавање, значи откажувањето од дел на територијата своја и признатувањето на таа територија како друга држава е дел од нивниот услов. И сепак ете така како што е, они таа преговарачка рамка припати и преговараат. Разбереме. Значи, се во игра, така што тоа треба да е, вака кој ќе ги измерам, мислам дека е многу потешко за... Знаеш како, на Балканот сите чекаат втори полувремења. Да. И добро, чекаат втори полувремења, ама во меѓувреме поминуваат генерации. Мислам, на крајот можда на некого ќе му се случи и да има некое второ полувреме, и тоа во принцип ако има кој да го игра. Да, ако има кој да го игра, ако знае да е така натаму, Бог знае како тоа би завршило и сето тоа, но сите се надеваат дека тука нешто, знаеш, на следниот свиок ние ќе бидеме тие што ќе ги турнеме од кола и ќе излезе. Мислам, А во меѓувреме во Македонија секоја година има илјадници основци прводеленци помалку за запишување. Па сега види, тоа е животната математика. Боријан, не знам што ќе биде ова со Иран, да бидам искрен. Мислам, добро, цел свет го следи, сите знаеме. Ја не би говорил ништо овој момент за господинот Трамп, бидејќи имам да скаже до работи кои што... Ама она е, сепак не можеш да не го говориш. Добро ли треба да се навикнеме на таа некоја нова реалност во реториката, во комуникацијата, во меѓународните односи. Може ќе го бомбардираме, може нема да нападнеме, знаеме каде е врховниот водач, ама сега може нема, ама утре не знаеме дали ќе го убиеме. Мислам, тоа е просто неверојатно и тоа внесува еден таков немир со оглед на тежината на Соединетите американски држави, што просто стварно вознемирувачки и она што е повторно, тоа сум го зборувал, ја и ти сме го зборувале, како популизмот си влага сам на себе си во челуста. Знаеш, кој ќе отвори челуста пред предизборна кампања и рика и потоа сам влегува и се џвака сам со себе. Требаше Трамп да реши првиот ден ќе решаваше Русија
и Украина, значи 24 сата му треба, така? Да, и тоа го изјавуваше. Па потоа Израел исто требаше го реши. Не, сега нема две војни, откако дојде он, еве и трета сега треба да се направи. Види, Боријан, мислам, тоа е. важни се неколку работи да се кажат кога ја отвараме оваа тема. Прво, режимот во Техеран и во Иран е еден многу, да кажем, лош режим. Брутален, особено се разбира најмногу за иранците и така натаму, кој што е фундаментален, дојде 79-та година после падот на шахот. Шахот исто така беше еден автократ, нели? Шах ако шах и така натаму. Овие дојдоа како некаква надеж нова за Иран и така натаму. Се испостави дека тоа е една теократска, една исклучително ригидна и практично недемократска. Тоа се разбира дека е недемократска. Тука е една опресивна власт која што со децении владее со иранците, заради тоа многу милиони иранци се иселени и така натаму. Но прво се поставуваат неколку принципиелни прашања. Види, да, ние сме импресионирани, да кажем, веројатно голем дел од јавноста, од моќта на Израел да го направи оно што го правеше изминативе денови. Но внимавај, Израел нема објавено војна на Иран. Мислам, луѓето елементарно не знам дали сваќаат дека Иран дури не е ни сосед на Израел. Израел, за да испрати ракети до Иран, треба да прелета најмалку преку две држави. Да ти гаѓаш цела една воена елита, цела една научна елита, да ги гаѓаш онака прецизно за елиминација и да се разбира тоа на еден ефикасен начин го правиш така, без објавување војна е меѓународно неверојатно проблематично. Второ, види, сега ја едно базично прашање да поставам. Мислам, за ова веројатно ќе биде многу нападнат, меѓутоа се работи за принципи. Зашто Иран да нема нуклеарно оружје? Кога сите други, меѓу кои половината од тие што ги имаат се крајно недемократски режими го имаат. Мислам, обидот да тоа биде направено на регулиран начин е вистинскиот пат за тоа. Но ти не можеш да му спориш на еден Иран кој што е 90-100 милионска држава дека има амбиција да има нуклеарно оружје. Од тука натаму почнуваат разни дискусии кои што се оправдани. Знаеш, има маса експерти, и во нашата јавност можеби ја би бил склон да го мислам тоа кога не би бил Израел ваков како што е денеска, дека практично бидејќи они веројатно го деградираа прилично нуклеарниот капацитет и целата програма на нуклеарен развој на Иран за наредните 10-20 години, со ова што го направија во последниве недела дена, и тоа го направија на еден воено импресивен начин израелците, нема спор околу тоа. Меѓутоа, тоа не може да ја замени, нема да застане Иран со таа амбиција да развива такво оружје. Сега дозволи ми. Да, анализа на BBC денеска слушав, видите што е проблемот. Они до некаде мислам сериозна штета му прават они на целиот режим во Иран. Несомнено. Со таква една стварно импресивна разузнавачко воена операција, која нема спор. Но гледа што е проблемот. Ако Израел постројките каде што се прави каде што го прават нуклеарното оружје, иранците се некаде на некои 19 метри под земја. Израел нема воена моќ која може да продре до таму. Единствен начин да се без разлика од колку ќе го раздрмаат режимот, за да ја отстранат заканата која ја потенцира како главна поради која ја прават воената операција се нуклеарното постројките, односно нивната креација во таа лабораторија, како и да е, ја не знам како тоа изгледа нормално. Проблемот е што ако они тоа не го неутрализираат, ова што останува во Иран само се радикализира да забрза процесот на производството на атомската бомба. И во таа смисла сега Трамп уствари ставен, затоа он глуми лудило со изјави кои се банални, затоа што практично за да може да се само американците имаат војната сила за да успеат да продрат толку длабоко под земјата за да ги уништат постројките во Иран. Прво да те коригира малку, бидејќи во суштина се работи за тој така наречен комплекс на бункери, каде што се одвива нуклеарната програма, тоа е Фордо, која што е ми се чини дека е јужно од Техеран.
тој не се наоѓа на 20 метри, имаат они други комплекси кои што се на 20, ова е предпоставките се дека е на 60 метри длабина. Добро, како и да е, израелците Сакам да кажам, на мојки што така е, што може да продре толку длабоко под земја. Единствените кои тоа го имаат се американците. Да. Добро. Види, се тоа технички аспекти, ние гледаме дека тоа... Ама тоа е прашање дали американците ќе мора се вовлечат или не. А после изгледа, они ќе мора за тоа. Како инаку ќе се неутрализира тој тие бункери каде што се произведува. Па тука почнува контроверзата на Трамп. Во моментов се одвива вистинска граѓанска војна во најтесните кругови околу Трамп. Бидејќи од прилика се пола поделени, дали тоа што го прави Израел е нешто што треба да го поддржи Америка со овој вид на директно вклучување, или напротив се работи за уште една војна која што не е приоритет на Америка, а тоа е движењето МАГА, е суштината на тоа, дека ќе се затвориме, ќе се бавиме со себе, ќе ја правиме Америка повторно голема и не интересира што се случува во светот. Да, но тоа доаѓа потоа израелското лоби. Еврејското лоби кое е неверојатно моќно во светот и така натаму, и самиот Трамп кој што е нерешителен, тој е човек кој што не знае да носи државнички одлуки, еден класичен популист кој што главно лупета глупости најголем дел од времето, а потоа кога треба да се направат сериозни работи е во конфузија како што е сега, и не можеме да бидеме, тоа е и еден вид на притисок да Иран да ги продолжи преговорите. Сега да не влегуваме во детали, бидејќи тие преговори токму пред да почне Израел да напаѓа беа во една фаза на обновување со прецизирање на новите позиции и така натаму. Иран има инаку исто така еден историјат на лажење, историјат на фингирање, историјат на разноразни меѓународни преседани околу своето нуклеарно вооружување, кои што течат со децении, тоа не е од последнава година само и така. Меѓутоа, таа е сега ситуацијата и се виси на конец. Морам да ти кажам, Боријан, дека тоа сме го разговарале можеби друг пат. Јас имав прилика 1-2-3 години работам во Пакистан, кој што е соседна земја на Иран, и тој целиот тој регион, види, во Македонија, знаеш, не се разбираат овие пропорции, да се вратам ова на Преспански договор, колку сме важни, колку ние се мора нас да не биде испорачано, нема тука што има дупли стандарди страм да има Европа курва и така натаму. Пакистан е 250-300 милионска држава, нуклеарна сила, во која што буквално секој ден е на работ од нервен слом. Во смисла на политички нервни сломови, безбедноци нервни сломови. На граница е со Афганистан, како впрочем и Иран. На граница е со Индија, со кои немаат завршено уште војната. На граница е со Кина и така натаму, да не разлобувам. Се тоа огромни муслимански држави. Инаку таму веројатно 90% од регионот би бил среќен да падне теократскиот режим во Техеран, ама не по цена да Израел авансира на тоа. При тоа, знаеш што ми остава впечаток, Боријан? Со неверојатна прецизност елиминираат 10-15 души израелците од врвот на армијата, од врвот на оваа муслиманска гардава што имаат, од врвот на научниците кои се бават со тоа. И тоа од тоа што гледа фотографии, знаеш како, на 3-ти спрат уништен станот кај што живеел генералот, 4-ти и 2-ри спрат не се ни стаклата скршени. Сега, стави го тоа, се извинувам само, стави го тоа у контекст на Газа, каде што се прави тепих од бомбардирање. Значи, не е тоа го ловиме Хамас зашто третата канцеларија у болницата имала оружје чувале. Не, се срамнува со земја болницата. Затоа што нели таму е геноцид. Зашто таму е Па ќе сакам да ти кажам, мислам, тоа се дупли стандарди од невиден размер. Не ова, знаеш, ова нашиве кабинетски некакви преговорчиња со кои се жалиме на дупли стандарди. Тоа е Израел. Израел е една неверојатно опресивна држава станата, еден агресивен режим, апсолутно со сите геноцидни карактеристики што ова што го прават е страшно. И ако не се одговара за Газа, тоа ќе има страшни трајни последици. Па нема да се одговара, Боријан. Нема да се одговара. Инаку ти кажам, Сашо, кога сме, да се вратам кај националните интереси, што се они сушност, и каде они се треба да се лоцираат и на што да се работи. Израел е таков како што е. Не можеш да го порекнеш. Толку се концентрирани на тој национален интерес, пази, Сашо, они се во светот убедливо земја број 1 по одвојување процента од буџет пари кои се наменети за истражување и наука.
6% од буџетот нивни оди за тоа. Втора е Америка со 3, например. Разбираш? И тоа е национален интерес. Значи, прво сакам да кажам целата оваа ситуација со Израел и целата оваа види, во крајна линија она што мене не ми е до крај, не можам да кажам не ми е јасно, туку целта не сум сигурен дека Израел ќе ја постигне. Види, добро. Ова на крај ќе се реши некако со Иран по цена на голема војна или по цена на некакви преговори, ќе видиме по цена на некаква, можда ќе падне и режимот во Техеран, ќе видиме што ќе се случува. Меѓутоа, види, овие работи не се забораваат. Овие работи не се прашање на следната недела и на следната година. Овие работи ќе се памтат со генерации. Знаеш како читав статистика да што над 80-85% од борците на Хамас се всушност деца на родители кои било убиени од Израел. Значи, овој регрутирачки фактор на разноразни, не само муслимански, арапски земји и така натаму, кои што Израел онака силовито го прави, таа приказка не завршува ни за 3 месеци, ни за 3 години. Види, додека е Америка поддржувач на Израел, и тоа е еден сојуз кој што е навистина стратегиски, долгогодишен и така натаму, таа приказна ќе ја има оваа моќ која Израел сега има. Но не заборавај, израелците се една минијатурна нација во тоа окружување во арапскиот свет, а ниту Америка ќе биде вечно голема сила. Може да се случи Америка, како и разноразни други империи и големи сили, да се повлечат, да се... Ајде да не влегуваме тоа, може и да се распадне на составните 50 држави во Америка и така натаму. Тогаш ќе дојдат големите проблеми на Израел. Затоа што еден ден ќе заврши таа моќ која сега Израел има заради разни околности и може да се случи друго менување на статус квото, бидејќи Израел е резултат на едно статус кво кое што беше воспоставено во втората половина на минатиот век, ново статус кво со формирање на израелската држава, меѓутоа статус квоата се менуваат. Ако падне режимот во Техеран, како што се случи да речеме со војната во Ирак и така натаму, ќе се случи некакво ново статус кво, сега Русија не може да помага, бидејќи таа е исцрпена и сето тоа, но кој знае што ќе биде за 10-15 години. Сакам да кажам, Израел не е на пат трајно да решава проблеми. Он е на пат да гаси пожари, да решава, кризи кои што се акутни, но ова не е начин за да се обезбеди долгорочност на самата израелска држава, па и на евреите кои што таму, нели, со се ова што го говориш. Начинот на кој го прави ќе донесе нови трауми кои потоа ќе имаат своји последици по разни основи. И тука е грешката, стратешката основна грешка. Боријан, да се вратиме ние малце дома. Ајде. Види овдека ништо не се случува важно деновиве и не сум сигурен дека дури ова која го снимаме, која ќе го емитуваме, нешто важно ќе се случи. Но во суштина продолжува оваа, би рекол, омразата на врвот на власта кон Кочани. Таму инаку ништо не се случува позитивно во смисла на тоа да... Знаеш, Пониква ја најавија пред 2 недели. Мислиш дека една лопата е фргана у Пониква за да се прави таму, не знам што, ништо не е направено. Денеска власта излезе со информација дека ќе го платила лекувањето на, да кажем, повредените од Кочани. Па како тоа ќе го плати? Па се разбира, сите тие се здравствени осигуреници. Кој да го плати лекувањето? Мислам, неверојатни глупости лупетаат и така. Слушай, и тоа ставаме цинично околу на споменикот, мислам. Тоа е страшно, види, тоа е. Да, мислам, споменик, ама не знам како да кажам, звучи морбидно, не. Мислам, треба тоа да се обележи, треба да се запамети, треба да остане длабоко врежено во меморијата колективна таа грешка системска, тие жртви и така натаму. Но се ти тоа како некаква мерка која треба да ги утеши родителите, мислам, стварно не разбирам, не знам како да го прифатам тоа, да го дигестирам интелектуално, не знам стварно. Мене ми звучи крајно навредливо. Па видим, Наши ја гледам онаа тепачка денеска во советот на општина Кочани, види, значи се создаде таква една поларизација, да не заборавиме, сепак тој што е на власт има главната одговорност околу амбиентот генерален во општеството. А ние гледаме
Такви антагонизми со таков набој опасен. Не. Ако ми дозволиш, ќе ти кажам што гледаме. Гледаме политика на власта во последните неколку месеци, недели особено, откочени да се направи една деликвентска средина. Дека таму всушност се луѓе кои што се деликвенти, кои што дури не коментирам ова што колегите од Инфомакс во детали го објаснуваат за што се случува на социјални мрежи, како една армија ботови навредува, квалификува и така натаму. Значи они буквално ќе сакаат откочени бидејќи не заради нивниот кукавичлук. Види, 40.000 евра ќе коштал споменикот. Абе да инвестиравте 40.000 евра у болницата за почеток. Па ќе стигнеме и до споменици. Има време, споменици може и за година дена да се прават. На луѓето сега им требаат масти преварски завои. Тоа е итно, види, пак се возбудувам, па ќе викам, па ќе ме караш. Мислам, ме разбираш, и сега гледам како настојуваат откочени да направат една провинцијална деликвентска средина во која всушност и родителиве се уствари они некакви политички екстензии на СДСМ, на криминални кругови. Значи, таква една валкана пиаровска кампања. Ма не, тоа е бијон, тоа е преку непристојност. Ова е навистина веќе злосторство, бидејќи во меѓувреме нормално им ги фатија и функционалните врски. Шефот на полициската станица преку сопругата донатор на ВМРО со години. Кои се тие пари? Па тие се тие пари кои што кружат, нели, на различни начини, веројатно се зимаат, се даваат и така натаму. И се тоа како иде се повеќе, така овие ја засилуваат. Не престанува Мицковски да говори за некрофилската политика на СДСМ. Мислам, Боријан, ја не гледам дека СДСМ има некаква политика во Кочани. Мислам, ми се чини дека се тотално и со право се замолкнати, бидејќи не верувам дека во Кочани и они имаат некаква, не знам каква поддршка во јавноста, но овој не престанува. Онака офанзивно ја труе јавноста, ја го дели народот. Срамота. Тоа е стварно на таја тема. Оваа политика, ја разбирам која не лажат за пари, која не лажат за дури и ова со бегалците и со мигрантите што ќе го лажат, па после ќе мора да го откријат. Затоа ќе изнесеме детали кои ќе дое време. Ја разбирам кога како да ти кажем, кога се и се што ни се случува за разни прашања од оваа политичка реалност во која живееме. Но за вакова една крајно сензитивна, трауматична ситуација да на тој начин се користи за една брутална политичка корист, тоа е, не можем да кажем дека е срамота, тоа не можем да кажем дека е скандал. Мислам дека би требало и законски да се гони. Па, да видим. Мислам, не, како и да е, ако е нешто потенцијал за дестабилизирање на заверка, тоа е внатрешните поделби кога ќе ги направиш, кога ќе изровариш внатре во општеството, кога ќе го поделиш. Тоа е, тука ја правиш, ја создаваш најфрагилната точка стратешки за основата на безбедноста, на стабилноста на општеството. И ја не знам тоа некој свесен за тоа. Имаше Љупчо Ѓоргиевски еден статус честитајки иронично роден денот на ВМРО, подсетува дека тој и Бејковски кој ја направиле ВМРО, ти кажува како е тоа просто претворено во еден антипод на тоа што на почетокот било замислено да биде. Долга и широка таа приказна, гледам дека околу демократско национално единство зборуваме така. За жал. Но да ти кажам, гледам овде сум надвори, полека, еве сонцето зајде и ние овде во природата се прилагодуваме на она ни кажува што да правиме. Ги измолзевте ли кравите, Ги измолзевте ли кравите, свињите дали се наранети, тоа ми е битно. Магарињава се собрани или ги уште пасат по ливадите? Јас завчера се видов со мечката. Со мечка? Со мечката се видов, мислам правата, не наш мечка. Не Инфомакс мечка, него мечка. Цело беше, лезе на медот, излеа восокот, нешто прават со восокот, овие пчелари се и мирис. Да. И се шуњаат. Пред мене вака, истрча над пат, влезе во една бабче таму.
Боријан Башка, сигурен сум дека ти доаѓа време за вечерната тура пред селскиот Гранап, пошто тоа висока политика се бистри со квалификувани соговорници. Не, имаме акција, центарот, го реновираме центарот на селото, сите со здружени и ќе дојде време да ме поканам да дојдете да видите како ќе изгледа Брајчино за некој месец. Добро, Боријан, на овдека да се одјавиме, повторно ја кажем, оваа емисија што ја гледавте е снимена ден пред да се емитува и се надевам дека сите ќе имате убав викенд и дека ќе се видиме следниот петок во живо. И благодарам јас на вниманието и се гледаме следниот петок.